Благодарам, председателе. Почитувани колеги пратеници, почитувана јавност, мојата процедурална забелешка е да Илија Николовски. кажеме ставот на пратеничката група на ВМРО-ДПМН по однос на негласањето на одредени скратени постапки за законите кои што беа на денешната седница предложени од страна на владата. Имено, она што долго време го говорам и го констатирам е веќе и наведено во извештајот на Европската комисија за 2021 година. И тоа ќе го цитирам, а тоа е дека опозицијата ја критикуваше употребата на европското знаменце, што представува скратена постапка со цел усогласување на законодавството со правото на Европската Унија и дека Собранието донело 159 закони, од кои 67 во редовна постапка, дури 79 во скратена постапка и 13 ратификации. И велат, и ова треба сите да не замисли, посебно владата, затоа и го користам моментот, останува загрижувачки бројот на закони донесени во скратена постапка. Тие треба значително да се намалат, бидејќи станува соодветно учество на засекнатите страни во законодавните процеси и во демократските дебати. Тоа е тоа што го зборуваме и тоа е тоа што се злоупотребува на денешната седница. Имено имаме 14 скратени постапки од 57 закони. И иако имаше законски решенија кои што заслужуваат поддршка, а тоа се законите од социјалата, каде што се врши усогласување со меѓународни конвенции, како што се Закон за социјална заштита, Закон за заштита на децата, пратеничката група на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за обнова на Македонија нема да ги гласа овие скратени постапки, од причина што на овој начин Европската комисија ви има кажано што се прави. Се намалува можноста за транспарентност и дебата за нешто со што ви се полни устите во целиот овој период, а констатациите, забелешките на луѓето кои што тежнееме да одиме, се едни сосема други и различни од она што го правите. Благодарам.